Ви благодарам. Со овој амандман предлагам да бидат обезбедени 10 милиони денари за изведба на канализационен систем за населеното место Раброво во општина Валандово. Сите амандмани кои што ги имам поднесено, без разлика дали станува збор за општината Богданци или за општината Валандово, мислам дека се суштински и во вистинско време поднесени. Зошто овде не поднесувам амандман за изработка на техничка документација, туку поднесувам амандман за изградба на канализациона мрежа во населеното место Раброво, кое што се наоѓа непосредно до градот Валандово и веќе представува еден вид на населба на градот. Затоа што имам информација дека при крај е подготовката на техничката документација. Јас ја имам информацијата дека е при крај единствен проблем со кој што се соочуваат при изработката на документацијата е каде да се вклучи ова канализација. Овој систем каде да се вклучи, дали во канализацијата на Валандово, дали да оди во канализацијата на индустриската зона Раброво или да биде посебна, издвоена. Тоа беше последната дилема со кој се соочува луѓето кои што ја изработува оваа техничка документација. Затоа сметам дека сите амандмани кои што ги поднесов се издржани, не зафаќаат големи средства и како што претходно се спомена, зошто претходно јас во претходниот мандат не сум ги поддржувал проектите кои што биле предлагани низ амандмани, од тогаш, бидејќи Валандово немаше пратеник од вашата партија, амандманите ги поднесува почитуваните колеги од Струмица, кои доаѓа од Струмица, но стануваше збор за нереални амандмани, кога во ребаланс на буџет се бара 30 милиони, 50 милиони за изградба, колега Ташев, ќе ве молам, не е дисквалификација, ова се реални амандмани, барам 1 милион, 2 милиони, 5 милиони, 10 милиони за проекти кои што реално има можност да бидат реализирани. Оти ако предложам 100 милиони за изградба на пречистителна станица, има ли можност во наредните 3 месеци да се реализираат согласно ребалансот? Нема шанси. Така ли е, почитувана заменик министер? Така е. Јас поднесувам амандмани кои што имаат можност да се реализираат. Не поднесувам амандмани за пречистителна станица за 50 милиони, да ги поднесам во октомври месец, а да барам да се реализираат до крајот на тековната година. Веројатно поголем дел од вас сте биле членови барем на советите и знаете како оди буџетирањето во општините. Слично или исто е буџетирањето на буџетот на Република Македонија. Се знае до кога можат да бидат користени одредени средства од одредени ставки. До крајот на оваа година. Се што предложив, а ќе ве подсетам, предложив реален проект за Богданци, за урбанистички планови, кој што се реализира за 3 месеци. Предложив изработка на техничка документација за Чалакли, Дедели и Калково, се реализира за 3 месеци. Предлагам изградба на канализација, проектот е на крај, може да се распише, не мора да бидат 10 милиони, нека обезбеди сега владата 3 милиони, нека се стартува со изработка, со реализација на проектот, па во наредниот буџет ќе се обезбедат дополнително средства за да бидат реализирани. Ниедна канализација во нито едно населено место не се одвивала во една фаза. Со една транша на пари обезбедена, дали порано од фондот за води, програми од рурален развој, програми на Министерство за земјоделие, по програма на Министерство за транспорт и врски. Значи секој пат за изведба на одреден таков проект се реализира во фази. Многу ретко се наоѓавме во ситуација да се реализира во една фаза. Милион евра наеднаш и да се реализира. Не, туку постепено, по 3 милиони, по 10 милиони, по 5 милиони беа обезбедувани средства и беа обезбедени, например, 1 милион евра да се реализира. Сумата е тука, дали беше 950-60 милиони, околу 1 милион евра да ја изградиме канализацијата во најголемото населено место Пирава. На 2 фази се реализираше канализацијата во бујмиските населени места. Затоа
уште еднаш ќе ве замолам, ако не е возможно 10 милиони, да се обезбедат 2-3 милиони, да се отпочне со реализација на овој многу значаен проект за граѓаните на населеното место Раброво, кои што де факто живеат во градот Валандово, а се соочуваат во 21. век се уште да немаат канализација. Претходната власт на ВМРО ДПМН ги реши реално проблемите во големите населени места. Тие канализации чинеа во милиони евра. Тука станува збор за помали суми и со оглед на тоа што веќе имате планирано веројатно за наредната година колку 2-3 милиарди од тие 5 милиарди што ги обеќе вашиот премиер, дајте тука 50.000 евра, нека тргне работата. Раситнете ги тие 5 милиарди што ги кажуваше вашиот премиер. Ви благодарам. Реплика Мери Лазарова.